Министри без ресор има, но не и фрапантни резултати од нивното работење. Екс-премиерот Заев вчера рече дека овие министри покажувале резултати, но сепак ќе ги укинел министерствата без ресор. Ги укинуваме кабинетите на сите 7 министри без ресор во новата уште подобра влада предводена од СДСМ и коалицијата Можеме. Ке градиме уште поотчетна и потранспарентна влада која ќе работи за народот за унапредување на правата на сите граѓани. СДСМ за претходните парламентарни избори ветуваше помалку министерски кабинети, но откако дојдоа на власт, ветувањето не го реализираа. Но не заборавија да ги критикуваат своите претходници, дека имале повеќе министерства по глава на жител отколку Германија. Македонија е убедлив негативен рекордер. 26 министри и да се 2 милиона, што не се, на 81.000 луѓе во државата имате по еден министер. Ако ја погледнете Германија на 5 милиони луѓе, еден. Ако проверите Естонија, еве земји блиски по големина со Македонија, Латвија, Естонија, ќе ги видите 90, 100, 150 илјади. Тоа сметаме дека мора да се промени. Бројот на министри во владата на СДСМ нема да надмине повеќе од 20. И ќе гледаме тој број да се намалува. Наспроти ваквиот исказ на заменик председателката на СДСМ Шекеринска, на 28 мај 2017 година, мандатарот Зоран Заев до собранието ги достави предлог програмата и предлог составот на новата влада, со вкупно 26 члена, премиер и 25 министри, од кои 8 се министри без ресор. Бардул Даути, Елвин Хасан, Хисен Джамаили, Музафер Бајрам, Зорица Апостолска, Едмонд Адеми. Ова се дел од министрите во владата на Заев, за кои ретко кој има чуено. Министри за регулатива за подобрување на инвестицијска клима за домашните предпријатија, за странски инвестиции и за ред други работи. Се луѓе кои се плаќаат од народни пари, но што тие досега имаат направено. Кога ќе се напише нивното име на интернет пребарувачите, речиси да не излагуваат вести, освен за понекоја посета и средба. Апостолска, која е министер за странски инвестиции, минатата година не знаеше ниту да наброи кои странски инвестиции ги донеле. Има во зоните, надвор од зоните, се работи за секојдневни активности во рамките на инвестицијските вложувања. Така, конкретно новоотворени? Конкретно новоотворени Дел од диаспората пак, особено сега пред изборите, реагираа дека не се чувствувале дека имаат министер за диаспора, оти како што велат, ништо не направил за нив. Немаме ние некаков контакт со државата, значи џабе имаме ние министер за диаспора, кога тој воопшто реално не ни контактира со нас, ние не можеме да разговараме со него. Единствен министер без ресор, за кој има повеќе податоци и малку почесто се појавува во јавноста, е Роберт Поповски, министер за комуникации, отчетност и транспарентност.